Утрински стихови од Библијата. 2 септември. Принесете ги вашите тела. Затоа, ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Римјаните 12:1. Вие не сте своји. Исус ве купил со својата крв. Не закопувајте ги своите таленти во земја. Употребувајте ги за Него. Со каква работа и да се занимавате, внесете го Исус во неа. Ако забележиш дека ја губиш љубовта кон својот Спасител, откажи се од работата и кажи: еве ме, Спасителу, што сакаш да правам? Тој ќе те прими во благодат и ќе те љуби без ограничувања. Тој изобилно ќе ти прости, зашто е милостив и долготрпелив и не сака никој да загине. Ние самите и се она што имаме му припаѓа на Бога. Не треба да го сметаме за жртва тоа што му ја даваме наклонетоста на нашето срце. И самото срце треба да му биде дадено како доброволна жртва. Телото е единствениот посредник преку кој умот и душата се развиваат во изградување на карактерот. Затоа непријателот на душите ги насочува своите искушенија на телото, токму за да ги ослабне и деградира физичките сили. Доколку успее во тоа, целото битие ќе му се покори на злото. Склоностите на нашата телесна природа, доколку не се под контрола на повисока сила, засигурно ќе донесат пропаст и смрт. Телото треба да се доведе во подчинетост. Божиите барања мора да се внесат во совеста. Кај мажите и жените треба да се разбуди свест за должноста од себе владење, за потребата од чистота и слобода од секој порочен апетит и нечиста навика. Треба највпечатливо да им се предочи фактот дека сите нивни сили на умот и телото се Божии дарови и како такви треба да бидат сочувани во најдобра можна состојба за неговата служба.